Денес е 80 ден како сум во екстрадицијски притвор, со посебен интерес, а тоа значи самица. Скоро 3 месеци без контакт со човечки суштества. Комшиите ги гледам исклучиво додека шетаат во бетонска дупка од 50 на метри квадратни, помеѓу два блока келии, но повторно низ решетки. Некако успеав да обезбедам адвокат, но не оној по службена должност, туку професионалец кој си ја знае работата. Адвокатот ми презентираше неколку од принтани пресконференции и интервјуа на министерот Спасовски и по трчкото министер за правда Кренар Лога. Бев шокиран од копиштата на лаги и манипулација од страна на Спасовски кои лесно се докажуваат. Атмосферата на јавен линч, која ја произведе министерот Спасовски, има неколкукратна политичка корист. Токму за него, како голем политички аутист од Куманово. Но пред да ги презентирам лагите на Спасовски, сакам да изразам длабоко сочувство за смртта на Вања и Панче, посебно за таткото на Вања кој во моментот кога го загуби детето, монструмите го осомничија дека тој бил во контакт со мене и давал информации. Токму овој пример е одлична илустрација за умот на Спасовски и неговите истражители, но за тоа детално ќе објаснам подолу. Прво и основно, Палчо не бегал од Македонија, туку регуларно патувал за Белград четврток, а во петокот после 18 часот за Турција со регуларна патна исправа на регуларен начин со патничко возило. Информацијата дека полицијата ме бара кај брат ми, а не во центар, каде после 2 дена правеа претрес, ја добив откако пристигна во Турција. Тоа значи дека лицето Димковски Стефан не е шофер господине Спасовски, туку добар другар, партиски член и успешен бизнисмен со хемиски суплементи во земјоделието. Бруталноста на Спасовски оди до таму што Стефан исто така е притворен неколку месеци, иако во моментот додека ме возеше кон Турција не постоеше потерница или пак контакт од органите на прогонот. Дента, мислам дека е 3 или 4 декември, сеедно, по дознавањето дека се прави претрес кај мене дома и во партијата Десна, во истиот момент Стефан замина за Македонија за да не направи кривично дело, но забадијал бруталниот политички аутист Спасовски го држи во притвор не директно, нормално, преку послушниот Гаврил Бубевски. Морам да објаснам, бидејќи овие типови ја мешаат тривијалноста со генијалноста. Така се програмирани. Не сум уопсен на автопат, туку во ресторан, каде тој ден, 5 декември, по втор пат дојдов за да вечерам и да се појави полицијата за да ме уапси. Тоа беше мојот последен контакт со интернет, каде видов една одвратна изјава на еден исто така политички аутист, Александар Николовски. Келнерката беше полицаец од одделот на Интерпол во Баликесир. Чудно беше што 7-8 полицајци се уредно снимаа со мобилни телефони. Бев однесен да го земеме големиот куфер со опремата за подкасти, каде исто така се организира фотосесија и уредно испратена на Аутистов. Фотографијата која ја покажува Аутистов е сликана истото попладне во просториите на Интерпол во Баликесир, во ходникот од еден полицаец и истата веднаш преку WhatsApp беше препратена на Спасовски. Во пасошот постојат куп податоци, но ете Оливер да проверил да не е некој друг Палевски. Понатака Аутистов продолжува, па во интервју објаснува дека јас сум симулирал бегство од Баликесир со такси што е брутална лага. Такси користев од куќата каде што бе сместен до центарот каде пазарев. Имав извадена автобуска карта за Истанбул, која не ја искористив токму од причина на потерницата на Интерпол, бидејќи апсењето е известно и поубаво е да се малтретираш по пат од 200 км. Токму затоа е бев уопсен во Баликесир, а не на автопат. Јавноста треба да знае дека во моментот кога дознав за претресите и потерницата, јас организирав враќање на Стефан Димковски, но и враќање на интернет картичката која беше потребна за планираниот крш 112 од Турција. Но исто така
Откако преспа во изнајмената куќа платена за 1 месец однапред, го вратив клучот од куќата на посредникот и недвижности и раскин на договорот во кој се моите податоци од мојот пасош. Што значи не сум се криел, туку сосема спротивно се организирано регуларно. На сите турски телевизии беше објавена мојата слика со напомена дека сум двократен убиец. Во истиот момент, дури мислам, аутистот беше побрз во турскиве телевизии и од самиот Интерпол. Во сите случувања, кои во ова писмо ги објаснувам, се гледа јасно и гласно потписот на Калето, преку политичките аутисти внимателно распоредени во Курто и Мурто системот. Но да бидам конкретен. Аутистот не знае дека со мене се 2 CD-а од магнетната резонанца на мојата кичма од 2016 и второто од 2020, каде јасно се гледа сериозноста на оштетеното здравје, губење на контрола врз екстремитетите, народски кажано нозе. Професор доктор Лочанче сакаше да ме оперира во 2020, но ја одложи во операцијата и сака да слушна второ стручно мислење пред да одлучам околу оперативниот зафат. Зошто токму сега? Па затоа што после успешната прва година од делувањето на десна, за која регистрација и формирање изгубив цели 5 години, најдо време да одморам и да се го средам здравието. Да, остварени се и неколку политички средби во Белград без особено значење. Линч, овој сериозен, можеби и најголем политички јавен линч на една личност, се нема случајно во поновата историја, вклучувајќи ја и господјана од Тат. Кренар Лога глупакот дури бара смртна казна за Палчо монструмот, а воедно жали што законодавството не дозволува такво задоволство за аутистите во тандем со Спасовски. Истиот Спасовски не знае и не е способен да ги организира хрватските, српските и нормално сите турски медиуми во еден изден, како по ноти да истурат куп лаѓи и конструкции. За домашниви медиумски шутраци немам ни време, ниту хартија. Ќе напишам со големи букви. ГНИДИ. Докази и сведоци за 26.11.2023 и 27. имам. Но за тоа на суд. Не во ОЈО на Гаврил Бубевски. Не. Се надевам дека читате да не се мешам во истрагата, затоа што тоа законот не го дозволува. Но за постапката и начинот на кој аутистов Спасовски во иста реченица почнува со монструмот Палевски, за глупакот да ја заврши истата реченица со констатација дека сум осомничен, презумција на невиност, треба да се објасни. Во суштина, ова е втор обид на СЈО, да, СЈО, но овој пат организирано во ОЈО, да намест. Конструираат случај против мене, зашто поседувам и докази дека се служат со тортури и уцени на луѓе за да конструираат предмет. Секако и ова на суд. Не во ОЈО на Бубевски шанса нема. Тие веќе ми пресудиле. СЈО на Бејли и Рикер, составот на послушници, денес владее со правосудниот систем во Македонија. Недостасува уште Фатиме или Ленче Ристовска да ми суди. Гаврил да ме брка, а Бели и Рикер задоволно да се смешкаат на калено. Сите спомнати севрџани во писмо треба да знаат дека на 5 декември, кога бев уапсен и изнесен пред судот во Бали Кесир, бев прашан за следново. Господине Палевски, дали сакате брза испорака со ваша волја, согласност или пак регуларна во која имате право да го оспорувате барањето од Северниот монструм? Ова последново е мој превод. Мојот одговор беше дека со моја слободна воја сакам веднаш хитно да бидам испорачен за да можам да се одбранам на суд. На 23 декември на Висшиот суд во Бали Кесир исто така одговори со забелешка дека овој пат судијата ме праша дали постојат шанси да бидам мачен, убиен, и јас го дадов следниот одговор. Постојат шанси да бидам мачен и убиен, но јас веќе одлучив да се бранам на суд и барам хитна, кратка постапка на екстрадиција и спорака. Целата постапка заврши на 17 јануари. Предметот е на маса, кај колегата на Кренар Лога во турската влада во Анкара. Јас се уште чекам во самица 100% бетон. За жал на аутистов, се пишано погоре на коректен англиски,
со подписи на суди, со печат, како сублимат ми е доставено во келијата. Официјално како доказ дека Палчо не бегал. Исто така носам и писмо од мудурот на затворот во Беликисир, дека моето барање, контакт со амбасадава на Северџанија во Анкара, е одбиено со изговор. Не сакаме контакт со тој човек. Турци затворени на 30 години заради учество во пучот од 2014 во Турција. Полковници во турската армија се држаа за глава и се прашуваат дали ова е можно, кога го превртуваа писмото од мудорот и амбасадава Северџанска на англиски за да го разберам. Драги мои македонци, не ништат и ќе продолжат да не ништат. И тоа не можете да го избегнете. Да го одложите, не се лажете себе си, не ви дошол редот. А ќе ви дојде. Гледате дека со сино пенкало од 2 лири и еден тефтер од 6 лири во бетонска самица од цели 6 метри квадратни може да се покаже вистината и да се руши овој душмански систем на Курто и Мурто. Престанете да ме советувате за азил. Тоа е кукавичлук и признание на звостор кој не сум го направил. Цената е страшна, одвратна, но во исто време и сладка. Аутистот Спасовски не разбира што е слобода. Не разбира дека тоа не е материја, дека не е изјава. Глупакот Спасовски не разбира дека слободата е нагон, кој се сонува, за кој се бориш. Слободата е причина за постоење, но за да ја сакаш слободата, треба прво да се родиш како македонец, па после се друго. Нереализираниот поп Спасовски треба да знае и пренесе за неговата љубов Љупче Путер дека атмосферата на јавен линч на една личност е голем ризик за организаторот на тој линч, затоа што сепак на крајот мора да покаже докази на оваа бруталност. Мојот ризик е фактот што не бегав, туку чекав да се појави Интерпол за да почне постапката за екстрадиција. Мојот ризик е и фактор на писмено, на англиски, што барав хитна, кратка постапка за екстрадиција, но забадијал. Се уште чекам во Турција за аутистот ако може да изфабрикува уште некоја приказна. Многу поддржувачи се загрижени за мојот живот, спомнувајќи кофа со вода во затвор, позната реформа на правосудниот систем од минатото, па азилот го гледам како спас. А во суштина азилот е бегство од одговорноста од вистината. Судењата во Северџанија, аудио се снимаат и на хартија се ставаат, така што и да се случи во Северџанија, аудио запис ќе има. Тврда копија ќе има од она што Палчо ќе покаже како доказ и од она што од сведоци ќе слушнат. На аутистот му поставувам само едно прашање, јавно, дали притворените осомничени се тепани. Во моментов, аутистот Спасовски се труди, многу се труди, да конструира мотив за овие убиства, зошто се убиени Панче и Вања. Брутално импровизира, и ќе повторам, затварање на таткото на Вања. Во моментот кога дознава дека неговата ќерка е убиена, е портретот на аутистот Спасовски, кој е емотивен инвалид без елементарни човекови емоции. За крај на ова му е обраќање, со кое ја објаснив постапката на екстрадиција на мојата позиција, при тоа да не ја загрозам истрагата, јавно изразувам благодарност до членовите на Десна, кои се загрижени за мојот живот и секојдневно помагаат, посебно на моето семејство. Бидете сложни, солидарни и помагајте се меѓусебно со ова што во моментот се случува околу вас и Десна ќе помине. Дури монструми ќе заборават, но борбата на македонецот да биде слободен на сопствена територија на која е мнозинство, да поседува и сопствена македонска држава, мора организирано да започне. Не губете време со политичките лампиони, украси, кои со деценија лијат крокодилски солзи над судбината на македонецот, а при тоа не им фали влакно од главата од тој брутален атлантистички систем, спрегнат во каузата на ционистите, да владеат со сите нас. Газа е загарантирана за нас македонците, но борбата за слобода е единствениот пат за македонецот. Не се плашете,
борете се за себе, за македонците, за Македонија. Додека чекам судската постапка далеку од Македонија, ве поздравувам и ќе повторам. Палчо не киднапира, убила деца и старци. Тоа треба аутистот да го запомни. Поздрав, Палчо Својрачно.